Денеска на манастирот Свети Спас во село Полаки Кочанско по повод верскиот празник Спасовден се одржа голем народен собор на кој присуствуваа голем број граѓани и верници. На народниот собор присуствуваше и градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски, кој за ова место вели: Забележуваме и самите дека овде имаме една недопрена природа, овде имаме услови за развој на земјоделието, на сточарството, како што било некој пат развиено, иако се такви терените, меѓутоа сепак има услови. Меѓутоа, за жал, миграцијата го направи својот и овде имаме многу мощен мал број на луѓе кои што се останати. Неводењето на грижа на времето за главните инфраструктурни проблеми кои што се овде, патот, електричната енергија е подоцна донесена, водоводот, доведе до тоа да се 99% од населението овде исели. И од Полаки, и од другите делови од Осоговијата. Со ангажирањето на новата власт, со нашето ангажирање ние чиниме колку можеме да се колку толку допринесе да барем оние луѓе кои што не се иселени останат овде или мал број на оние кои што сакаат да се повратат. Многу добро ни помина, со многу трчање, не само нели имаше 5-6 дена има трчање тука. Организацијата е повише укочени, снабдување намирници, мамирници, со попове, имаше пато беше многу лош, требаше да се организира пато да се изчисти. Голема благодарност до градоначалникот што ускочини во сусрет, пуштија една машина, го израмни пато, за да можат гостите да дојдат по-нараат, така да речем, оти црн пат си е црн пат, нели? Али релативно добро беше. Традиционално, весело, музика, ора, шали, приказки, спомени од старите добри времења, луѓето се сретнуваат, некој после една година, некој после 3 години. Добре, манастирот е 33-та година е прв почнал да се прави, 33-та година, па дедо ми го држеше до пред 15 години, после како се помина, и манастирот дојде во распаѓање, ама најдоваме се луѓе, таквија, кумани, што го поправиме манастирот и почнаа да се соберат. При тоа емиграцијата ни одзема времето, спаднаваме сите у градот, немаше никој тука. И сега, како се врнаваме тука и почнаа да се обновуват и манастири. Традиционално секоја година жителите на ова село и останатите граѓани се собираат на манастирот и го прославуваат верскиот празник Спасовден. Од година во година бројот на посетители е се поголем.